Во втората половина на мај делегација на УНЕСКО се очекува да дојде во Македонија за одблиску да разгледа можност за решение за делницата Требеништа-Ќафасан од коридорот 8 во заштитената зона на Охридското езеро. Премиерот Мицкоски изјави дека проблем не е само трасата, туку и бесправните градби во Струга и Охрид, направени во изминатите години и покрај предупредувањата за можно отстранување од листата на светско културно и природно наследство. Тој додава дека жителите имаат проблем со градежните ограничувања поради проширување на семејствата. Што се однесува до трасата, ако не е таа, ние ќе најдеме решение со друга траса, така што која што нема да ги, и тоа го кажувам веќе цело време. Но тоа е повторно состојба во која што не сме толку многу загрижени, бидејќи има решение. Поголемо решение е со семејните судбини, кога семејствата не може да се развиваат. Имаме семејство во кое што детето треба да се осамостои, да се направи надградба на семејната куќа и така натаму, не можат поради ограничувањата кои што ги има УНЕСКО. Најатрактивната туристичка зона во земјава како Охрид и Струга треба да најде начин за развој, слично како и други светски градови под заштита на УНЕСКО, рече Мицкоски спомнувајќи го Котор во Црнагора. Во меѓувреме и другите делници од автопатот што водат од главниот град кон Охрид се во тек на реализација. Заемот кој што го добивавме од кинеска Тексим банка повеќе не го добиваме, престана. Но бргу се реорганизиравме и тој проблем е надминат. Формирање на синдикатот домашни банки со исклучително би рекол поволни услови и практично тие домашни банки ќе го дозавршат финансирањето и тоа ќе биде последно и со тоа веќе конечно таа делница ќе биде функционална. Работите продолжуваат и на делниците Тетово Гостивар и Гостивар Букојчани. За делницата Букојчани Кичево е доставен извештај до кредиторите и се очекува понуда за продолжување со тендерската постапка и градежните активности на терен, со што ќе се заокружи трасата на коридорот 8 до Охрид.